Кога на 23 мај 2020 година градоначалникот Николчо Илиев и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски ја посетија локацијата и извршија увид во градежните активности на браната Речани како дел од хидросистемот Оризарска река, за телевизија Кочани изјавија дека овој капитален водостопански проект, тежок над 30 милиони евра, ќе се гради забрзано и ќе биде готов до 2024 година. Меѓутоа, десетина месеци подоцна, ниту изградбата се динамизира, ниту во двете реки се гледа нешто конкретно. Првата фаза од изградбата е завршена и сега течат активностите за втората фаза. Ова капитална инвестиција, која започнаме во 2019 година, а според динамичкиот план треба да заврши до крајот на 2024, ќе овозможи снабдување за вода на пиење, стабилно наводнување на земјоделски површини во Кочанското поле, од околу 1500 хектари, како и производство на електрична енергија преку изградба на 2 хидроцентрали. За Илиев значењето на акумулацијата Речани е огромно, но за сега се чини никој не знае кога ќе дојде на ред за изградба. Работите се во тек, се работи интензивно, се наместени веќе бараките за сместување со амбуланти, со трпезари. Водоснабдувањето е решено, во завршна фаза е и доведувањето на далеководот, односно на струја, која во моментот користат агрегат, што значи дека се исполнети сите услови да градбата на овој објект понатаму со интензитет и динамика која ни веќе е представена да продолжи понатаму. Во овој момент, она што можеме да го кажеме, значи се минира делот околу браната, таму каде што треба да биде насипот на браната. Изградбата на тунелот се уште чека. Мала работничка населба стои ненаселена, а не се решени ниту водоснабдувањето, ниту доводот на струја. Речани е камена насипна брана со височина од 80 метри, широка 10 метри и во основата долга близу 280 метри. Вкупната сума за изградбата на браната е проектирана на 1 милиарда и 800 милиони денари, а досега се реализирани 40 милиони денари. Хидросистемот Оризарска река е голема и долгорочна инвестиција, мощна е значања за овој микрорегион на кој се очекува да му обезбеди поквалитетен и подинамичен економски развој.